После 8 години, конечно ќе заживее комората на вештаци, рече се една деценија во судските постапки владееше хаос, затоа што кој ќе стигне можеше да нарачува вештачење и супревештачење од луѓе кои што функционираа без да подлежат на дисциплински постапки и да имаат надредена институција која што ги контролира. Од сега натаму, комората ќе биде таа што ќе ги регулира и ќе врши проверка на лиценците на вештаците. Низиното заживување е една од реформите на Министерството за правда за побрзи и објективни судски пресуди. Министерот Игор Филков вели дека без квалитетно и навремено вештачење многу судски постапки се одолговлекуваат, а во некои случаи невозможно е да се донесат правилни и објективни одлуки. Тој уверува дека со комората овој проблем ќе се реши. Без квалитетно и навремено вештачење многу судски постапки се одолговлекуваат, а во некои случаи невозможно е да се донесат правични и објективни одлуки. За Министерството за правда основањето на оваа комора е многу значајно, бидејќи токму зборот на вештаците, поточно нивниот наод и мислење се пресудни за правораздавањето, како кога станува збор за судските, така и за управните постапки со кои граѓаните секојдневно се соочуваат. Вештаците представуваат еден од носичките столбови врз кои се подпираат судските процеси и одлуките на органите на државната управа. Председателот на комората Виктор Карман уверува дека секој кој се огрешил ќе се соочи со законска дисциплинска постапка и со последици. Најави дека наредниот месец ќе се објави јавен повик на кој ќе се бараат луѓе што треба да го пополнат недостатокот од квалитетни вештаци. Ќе биде објавен јавниот повик на сите оние кои што за прв пат сакаат да станат вештаци, и тоа на сајтот на Министерството за правда за почеток, додека не се формира сајт на комората, каде што ќе можат да ги приложат собствените документи. И она што е во надлежност на комората, тоа е организирањето на обуките на сите идни вештаци, кои што се во трајање од 60 часа, за да се овозможи добивање на лиценца. Имено, вештачењата се на првото место како ризик за корупција во судството, во проценката што лани ја објави ОПСЕ. Наудите на вештаците се најдоа како највисок фактор на ризик пред слабите обвиненија, блискоста меѓу адвокатите и обвинителите, блискоста меѓу адвокатите и судиите, злоупотребата на АКМИ системот и уште серија други ризици кои го прават судството корумпирано. Поранешниот министер Кренолога направи обид да ја рестартира комората. Тој основа 18 професионални оделенија и постави раководители. Од секој оделение беше избран еден член во основачкото собрање на комората. Овој потек на тогашниот министер дел од вештаците го оценија како недовар бакон нив. Сепак, комората и на тој начин не профункционира.